Добре. Поштувани пратеници, еве сме скоро на крајот на дебатата за буџетот за 2021 година, најбитната работа за која што разговара Собранието секоја година, би сакал низ бројки, низ факти, низ една анализа да представам на македонските граѓани на кој начин се трошат нивните пари, на кој начин се проектира трошењето, зошто мислам дека овој буџет е нереален, зошто мислам дека власта ги краде граѓаните и зошто се повеќе граѓани за жал ја напуштаат државата. Генералните заклучоци околу буџетот би сакал да ги сведам на неколку точки. Прво, ова е втори историски најголем буџет во историјата на Македонија. Второ, има огромен оптимизам на страната на приходите, кој што мислам дека е нереален и кој што ќе ја доведе во многу непријатна ситуација владата, а тоа е да прави ребаланси и на приходната, а со тоа и на расходната страна, затоа што мислам дека приходите се нереално проектирани или да го зголемува буџетскиот дефицит како што се случи во тековнава 2020 година со два ребаланси. Понатака, планот на расходите не рефлектира развојна димензија, што е основа на еден буџет, за што ќе зборувам подосна. Има исклучително високо задолжување, кое што за жал не создава раст и високо проектиран буџетски дефицит, кој што е планиран на 4,9%, а јас се плашам дека ќе е повисок, односно ќе е блиску на овие 8,5% од бруто домашниот производ задолжување кое што ги имаме во ова 2020 година, што е далеку над онаа психолошка граница од 3% од бруто домашен производ, колку што треба да е задолжувањето во една европска држава. Понатака, нема на долг рок одржливост и има ниски приходи како процент од бруто домашниот производ. Не гледаме добри капитални проекти. Прашање е каде се трошат парите за социјалната помош и за жал здравството во вакви услови на корона криза не е фокус, за што исто така ќе зборувам подоцна. Прво, во однос на високите расходи и на нереалниот оптимизам креиран во буџетот. Расходите, почитувани граѓани, оваа година се планирани на 4 милиарди и 25 милиони евра. Значи, владата на Заев во 2021 година ќе потроши рекордни, астрономски високи 4 милиарди и 25 милиони евра, при што, според нивните планови, кои што ќе објаснам зашто се нереални, ќе собере 3 милиарди и 457 милиони евра, или според она што го има владата планирано за буџетот, ќе има дупка од фантастични 568 милиони евра, што е надополнето со дупката од прилика 1 милиарда и 60 милиони евра, колку што ќе биде во 2020 година, значи дека за само 2 години владата и Заев ќе го задолжат македонскиот граѓанин за над 1 милиарда и 600 милиони евра, значи дупка за 2 години од 1 милиарда и 600 милиони евра. Да го споредиме дефицитот. Дефицитот за 2021 година, под услов да се оствари, јас мислам дека ќе е повисок, ќе изнесува 568 милиони евра. И еве да го споредиме со две други кризни години. 2008 година се случи светската економска криза, 2011 година се случи европската должничка криза. Министре, знаете дека во 2008 година дефицитот на буџетот беше само 62 милиони евра, додека во 2011 година во еден след на кризни години беше само 187 милиони евра, за оваа година да ви е 568 милиони проектирани, а мислам дека ќе одите и над тоа, комбинирано со над 1 милиарда оваа година, над милиарда и 600 милиони во две кризни години, споредени со некаде 230 милиони споредени со кризни години 2008 и 2011 година, што покажува дека не знаете добро да ги проектирате ни приходите, ни расходите. Како процент од бруто домашен производ, 2008 година дефицитот е 0,9% од бруто домашниот производ. 2011 година дефицитот е 2,4% од бруто домашниот производ. За оваа година, доколку се оствари, а мислам дека ќе е повисок, да биде 4,9% од бруто домашниот производ, при предвиден номинален раст на БДП од 6% или реален раст од 4,1% според Министерството за финансии, што мислам дека е нереално. Нереално е да се очекува
дека македонската економија во 2021 година во услови на се уште нестабилни ситуации со корона кризата, во услови кога гледаме од Велика Британија дека се јавува нова мутација на вирусот и повторно се затвараат европските земји, нереално е, преоптимистички е да се очекува дека ќе има раст номинален од 6%, односно реален од 4,1%. Затоа што нема да се постигне овој раст, тоа упатува на тоа дека дефицитот ќе е далеку поголем од овие 4,9%, може да оди на 5,5-6%, односно да не е 568 милиони евра дупката, туку да е некаде 650 до 700 милиони евра задолжување за македонските граѓани, односно за идните генерации. И затоа реално се поставува прашањето што ако проекцијата на приходите е преоптимистична, за што ќе зборувам малце подоцна, но она што сакам сега да го потенцирам е дека вие предвидувате дека во 2021 година ќе соберете за 8,3% повеќе од предвиденото во 2020 година, иако оваа година не е завршена. Зборував на ребалансот на буџет дека за последниот четврти квартал ви се нереално прикажани очекувањата за приходи, што значи дека реално вие очекувате некаде над 9% да соберете повеќе од даноци во 2021 година споредено со 2020 година, што е невозможно. И кога на тоа ниво ќе ги поставите очекуваните приходи, автоматски целиот буџет ви е проблематичен, затоа што кога нереално ќе ги поставите приходите, нереално ги поставувате и расходите, а во исто време ги намалувате расходите само за 2,1%. Што значи, очекувате нереално висок раст, а ги намалувате нереално ниско приходите. И затоа мислам дека ова комбинирано со нереално поставеното очекување за раст на македонската економија може да не донесе до еден сериозен шок. Па мислам и пред средината на годината кога се прави редовно ребаланс на буџет и да се соочи владата предводена од Заев и вас као министер за финансии со една ситуација каде што ќе треба да се прави ребаланс на буџетот во кој што или ќе треба да се намалат расходите, или ќе треба да расте дефицитот на буџетот, да поедноставам за граѓаните, или ќе треба владата помалку да троши, или ќе треба да намали на задолжување, односно на создавање на дупка. Неколку споредби зашто приходите се оптимистички проектирани. Проекцијата за приходи од даноци за 2021 година е повисока дури од проекцијата за, односно од прибраните даноци во 2019 година кога немаше корона криза. Значи, внимавајте, во 2021 година со корона криза владата очекува од даноци да собере повеќе пари отколку 2019 година кога немаше корона криза. Така, например, проектираните даночни приходи за 2021 година се на ниво од 1 милиарда и 918 милиони евра, споредени со 1 милиарда и 898 милиони евра во 2019 година. И јас не слушнав во овие 5 дена дебата врз основа на што го темелите овој оптимизам. Како е возможно во кризна година, која што е јасно дека ќе е кризна во најоптимистичко сценарио минимум до некаде летото, како очекувате во една таква ситуација да соберете повеќе пари од 2019 година кога немаше криза нити во Македонија, нити во светот. Продолжувам понатака. Очекувате да соберете некаде за 20 милиони евра, сликовито да го прикажам ова, повеќе од даноци 2021 година споредено со 2019 година, односно да соберете 142 милиони евра повеќе во 2021 година споредено со оваа 2020 година и да соберете 57 милиони евра повеќе во 2021 година споредено со 2018 година. Прашањето на кое што немаме одговор е на што го темелите оптимизмот дека од даноци, повторувам од даноци, не од продажба на земјоделско земјиште, не од приватизации, од даноци ќе соберете повеќе пари од 2019 и 2018 година, намерно ги давам овие години како години на оваа влада, во услови кога во тие години немаше економска криза. Понатака, во однос на проекциите, како што кажав, данокот на добивка и другите даноци се
проектирани повисоко од овие 2 години, а истото се случува и во однос на даносите на стоки, услуги, акцизи и така натака. Сега малце да ги видиме трошоците во овие 10 минути. Македонските граѓани треба да знаат дека во 2021 година владата на Заев ќе потроши историски најмногу пари за плати. Во 2021 година за плати на администрацијата ќе се потрошат 20 милиони евра повеќе споредено со оваа 2020 година. И платите, почитувани граѓани, ќе изнесуваат фантастични, рекордни 510 милиони евра. Значи за плати на администрацијата од која што очекуваат да им гласа на следните локални избори, владата на Заев, на СДСМ и ДУИ планира да потроши фантастични, рекордни 510 милиони евра. Споредено, во 2008 година, во време на криза, се трошиле 339, а 2011 376, оваа година ќе се трошат 510 милиони евра за плати. 510 милиони евра за плати, 20 милиони повеќе од 2020 година, кога исто така е слободен рекорд со 490 милиони евра. Нема намалување на јавна администрација, напротив има зголемување 510 милиони евра за плати во 2021 година, наместо да се трошат тие пари во капитални расходи, во инвестиции во училишта, градинки, болници, мостови, патишта, се трошат во плати 510 милиони евра. Вториот проблем, стоки и услуги, најматната категорија во секој буџет, е на рекордно високо ниво 347 милиони евра. 347 милиони евра владата ќе троши на стоки и услуги, што е за фантастични 55 милиони евра повеќе од претходната година, без да се даде транспарентно образложение на што истите ќе се трошат. Да ги споредиме прво платите. Оваа година ќе се потрошат за плати за 144 милиони евра повеќе отколку 2009 година, односно за 134 милиони евра повеќе отколку 2011 година, или споредено со 2019 година, година на оваа влада, за 60 милиони евра ќе се потрошат повеќе, односно споредено со 2020 за 20 милиони евра повеќе ќе се зголемат за плати, што покажува како енормно расте администрацијата. Стоки и услуги. Најголемиот проблем затоа што тука се дискреционите права на генералниот секретар на владата, дали се викал Драги Рашковски, дали сега има компањон во Мухамед Закири и така натака. Стоки и услуги се проектирани на историски највисоко ниво во историјата на Македонија, од 347 милиони евра, што е повеќе за 55 милиони евра споредено со 2020 година, година на оваа влада, и некаде за 80 милиони евра повеќе од 2019 година, година на оваа влада, односно повеќе од 83 милиони евра споредено со 2009 кризна година и повеќе од 120 милиони евра споредено со 2011 година, исто така кризна година. Прашањето, почитувани граѓани, е каде одат овие 347 милиони евра за стоки и услуги и зошто истите не се во капитални расходи, туку се во дискреционо трошење на генералниот секретар на владата. Понатака, по однос на трансферите, треба да го видиме овој момент затоа што станува исклучително проблематичен. Па така трансферите кон ПИОМ одат некаде околу 29% од вкупните расходи, што покажува дека политиките кои што тука се презентираат во однос на политиката за пензионирање одат целосно спротивно на начинот на кој што се проектира буџетот. Уште една тема за која што сакам да зборувам е здравствената заштита. За жал и Македонија и светот се соочуваат со огромна криза во делот на короната. Треба граѓаните да знаат дека средствата предвидени за здравствена заштита се непроменети во однос на 2020 година. А во 2020 година беа за 59 милиони евра повисоки од 2019 година. Ако и собереме тие 59 милиони и овие 59 милиони оваа година, споредено значи со 2019 година, тоа значи дека ќе се потрошат дополнителни пари за здравствена заштита од 118 милиони евра во 20 и 21 година, кога имаме сериозна здравствена криза. А во исто време, задолжувањето или дефицитот на буџетот
Според проекциите на владата, кои што јас ги спорам и мислам дека ќе е повисоко, е 1 милиарда и 600 милиони евра. Што значи дека лага е дека се инвестира во здравството. Од милиарда и 600 задолжување, само 118 да потрошите за здравствена заштита, покажува каков однос имате кон здравствената заштита и затоа гледаме слики какви што гледаме во справувањето со корона кризата. Има уште една работа која што сакам да ја искоментирам, а тоа се така наречените други трансфери. Да објаснам за народот, други трансфери се дотации до невладини организации, до договорци, значи не оние кои што се работени на редовно работно време, туку договорни услуги, дотации до единици на локална самоуправа и така натака, односно она што е најдискреционо право на една влада. Овие пари, така наречена ставка други трансфери, се исто така на историски највисоко ниво од осамостојувањето на Македонија и се на ниво од 641 милион евра, која тргнеме 2020 година како кризна година. 641 милион имаме во други трансфери. Споредено со 2009 година, тоа е за 295 милиони евра повеќе него 2009 година или 277 милиони евра повеќе отколку 2011 година. Ако овие околу 300 милиони повеќе во други трансфери отидеа, например, во капитални расходи, ќе можеше да се изгради нов автопат, најмалце една или две болници или други инвестициони проекти. Затоа што со 50 на милиони се гради болница во Македонија, со клиничка болница се гради со 250-300 милиони. Значи, само да ги задржало Министерството за финансии, другите трансфери на ниво на 2009 или 2011 година, кои што исто така беа кризни години, ќе заштедело само по однос на оваа ставка 300 милиони евра, кои што или можело да се инвестираат во инфраструктурни проекти, или да се намали дефицитот од околу 570 проектирани милиони евра на некаде 270 милиони евра. Значи, прашањето што сакам да го поставам е зошто трошите за 300 милиони евра повеќе за други трансфери, споредено со две кризни години, 2008-2009 и 2011 година, кој е отчетот за тие пари, каде одат тие пари и зошто граѓаните не ги гледаат овие пари и зошто ризикувате да имате толку висок дефицит, да имате толку големо задолжување, а од тоа задолжување пола да ви отиде во други трансфери споредено со други години, или ако сакате во апсолутна бројка, другите трансфери го надминуваат проектираното задолжување. Други трансфери во 2021 година се 641 милиони евра, а проектираното задолжување е 568 милиони евра. Значи, почитувани граѓани, за дискрециони трошења, владата троши повеќе отколку вкупната дупка во буџетот. Што значи дека доколку добро би се изменаџирал овој процес на трошење во други трансфери, дупката во буџетот би била многу мала и не би имало потреба Македонија да се задолжува во вакви услови со скапи каматни стапки. И финално, капиталните расходи, мојата, а верувам и на граѓаните, најголема болка затоа што скоро и ништо да не се гради во Македонија. За оваа година се проектирани на 374 милиони евра, што како процент е некаде околу 9,3%, што споредено со 2008 и 2011 е помалце, 2008 е некаде околу 14%, 2011 е некаде околу 12%, но клучното прашање тука е реализацијата. Прашање е за 2020 година дали ќе се стигне на пола, на 50% од она што беше предвидено во првиот буџет кој што го усвои тука собранието. Што значи дека клучното прашање овдека не е зошто толку малце средства се предвидени, иако јас мислам дека капитални расходи во Македонија со буџет од 4,1 милиарда евра мора да се некаде помеѓу 800 милиони и 1 милиарда евра, но клучното прашање тука е дали и овие 374 милиони евра ќе се реализираат, односно дали ќе гледаме градба на училишта, болници, градинки, мостови, дали ќе гледаме градба на капитални објекти. Ќе замолам само за минута-две, нема да одговарам на реплики, да го искористам сега времето за да ја направам поентата. Благодарам. Само за споредба. Косово, например, троши некаде околу, кој што има сличен број на жители, околу 1 милиарда на капитални расходи, а Македонија проектира 374 милиони. И финално, почитувани граѓани,
Затоа што знам дека ова со буџетот ви изгледа многу теоретски, зборуваме за милиони, милиарди, проценти, цифри и така натака. Сакам на секој еден од вас да ви објаснам како се троши буџетот, односно како Заев ги троши вашите пари. Да замислиме дека буџетот е 1000 денари. Од 1000 денари Заев на плати троши 127 денари. На овие стоки и услуги кои што никој не знае што се троши 86 денари. На социјални трансфери, за купување социјален мир и за жал подкуп на гласачи троши фантастични 487 денари. На подршка за пензии троши 288 денари. На здравствена заштита само 139 денари. На други трансфери црна дупка која што ја коментирав досега и никој не знае што ја троши 159 денари. А на капитални расходи, на инвестиции само 93 денари и во исто време се задолжува во вредност од 141 денар. Дали во било кој од вашите семејства можете да замислите ситуација во која што се задолжувате скоро дупло повеќе од тоа што инвестирате? Верувам, ниеден што е домаќин нема да го направи тоа. Ова е пластично кажано начинот на кој што расипнички владата ги краде парите, Заев ги краде парите, поради што граѓаните ја напуштаат Македонија. Јас се сомневам во овој буџет и мислам дека за многу брзо, за неколку месеци од сега, ќе гледаме ребаланс на буџетот, кој што ќе има корекција и во приходната и во расходната страна, или ќе има корекција во зголемување на дупката. Благодарам. Реплика пратеник од